И покрај сите предупредувања, препораки од УНЕСКО и дадени рокови за почетокот на спроведувањето на неопходните мерки, знаци за забрането капење од вчера се поставени во Охрид, на плажите на потегот од Самуиловата тврдина кон Партизан Младост. Станува збор за населбата Воска, која е прва населба од тврдината кон Струга. Очевидци велат дека отпадните води и фекалии директно се влеваат во езерото. Охрид оваа сезона е полн со туристи, а во овој дел од Охридското крајбрежје летуваат и странците. Според некои информации, во одморалиштето Партизан моментално летуваат и околу 100 деца. Градоначалникот на Охрид Костадин Георгиевски за 1 ТВ потврди дека водата е загадена и постои забрана за пливање во овој дел од езерото. Во редовните контроли, кои ги врши јавната здравствена установа Центар за јавно здравје Охрид, утврдено е загадување на водата од 3 категорија, на потегот околу Партизан и Младост. Периодот наназад немаше излевање на колекторскиот систем, кој со крајни напори го одржуваме во функција. Инаку, колекторскиот систем има преливен испуст кај игралиштето Воска, кој е активен при обилни врнежи. Но во изминатите 2 месеци немаше прелевање и најверојатно причина за загадувањето се нелегални канализациони приклучоци во реката Грашница. Екипите на Нискоградба и Проаква се на терен. Во вторник следуваат резултатите од анализите земени претходниве неколку дена, а во понеделник ќе се земат нови примероци од страна на ЈЗУ Центар за јавно здравје. Таблата ја постави секторот за комунални дејности при општина Охрид, по задолжение од Државен здравствен и санитарен инспекторат. Сепак првиот човек на општината не даде одговор на прашањата на 1 ТВ, зошто властите не преземаат чекори за санација на повеќе од 30 години стариот и нефункционален колекторски систем и како општинските власти дозволила да има нелегални канализациони приклучоци во реката Грашница. Токму ревитализацијата на колекторскиот систем на Охридското крајбрежје е една од препораките на УНЕСКО до македонските власти, како услов за Охридскиот регион да не се најде на листата на загрозени подрачја. Јавноста и невладините организации реагираат дека надлежните и покрај дадената шанса од УНЕСКО немаат искрена намера да се справат со насилната и нелегалната урбанизација, со што оставаат простор за истата да продолжи.